Автор на 23 публицистички книги, но и добитник на највисоката државна награда за животно дело, за новинарство и публицистика 11 октомври. Ова утро со мене е господинот Драги Аргировски, а поводот е напишаната книга Раскази и раскажувања. Добро утро. Добро утро и здрава Македонија. Така е. Да, ова е 23-та книга по ред и е прва со раскази и раскажувања, бидејќи во мојата новинарска кариера прето задов на новинарството, иако сега во време на повеќе осаменост и во времето на пандемијата, повеќе време ми дојде да се вратам и на мојата стара љубов раскази. Така да во оваа книга во првиот дел се раскази кои се инспирирани од стварниот живот, посебно со нагласка на љубовта во тето животно доба, која многу придонесува луѓето во таа возраст да надминуваат осаменоста и депресијата. Така што со овој раскази навистина сакам да кажам дека во тоа книжевно творештво може да се создадат и нови дела и веќе ги добив признанијата со тоа што два од тие раскази се објавени веќе во современост. Тоа е значено литературно списание и во Пензионерите творат 2021 година на клубот на љубителите на книгата на Сдруженијето на пензионерите Солидарност Аеродром. Во второто поглавле или вториот дел од книгата се мои раскажувања. Тоа се повеќе репортажи од мојата телевизија, македонска телевизија, но и во списанија и вестници, каде говорам за моите минати 60 години од новинарското творештво, за темелите како се создава Македонија и кои темели сигурно треба да бидат ценети во вековите што доаѓаат. И навистина тоа што пишав, да кажеме, за Прохопчински како Лука на Астом. И за првата галичка свадба, за Охридскиот маратон и ред такви убави репортажи кои сега ги сместив и во книгата, што навистина би представуваат и задоволство кога ги подготвував. Во третиот дел се раскази повеќе од трагите на сегашноста, на патешествијата, посебно во нашата мила Македонија. Тука кажувам за сјајот и сејките на развојот на градовите, како што е мојот роден град Куманово, Крија Паланка, Кратово, Свети Николе, Георгели и ред други општини, со тоа што кај нив има една нитка многу значајна, што даваше една слика на тогашниот живот, но и за перспективите што треба да се создаваат овие градови. Во третиот дел се повеќе траги за сегашноста. Тоа е моите навистина колумни во објавување во Нова Македонија од актуелните состојби во нашата татковина и со тоа што посебна награска дадов на последици од пандемијата, за сиромаштијата, економската криза, еве и сега за енергетската криза, да не кажувам и за здравствената криза и за сето тоа колку треба да бидеме повеќе човечни, и хуманисти и солидарни, за да можеме посебно овие последиците од трагедијата создадена од пандемијата, да ги полесно надминуваме. Беше многу битно што еве во мојата книга посебно нагласив дека често не секој човек кој е добронамерен,
позитивно настроен и кој се радува на туѓата среќа. Знаете што е многу битно да ја надминеме тоа поделба на наши и ваши, туку да создаваме едно единство, за да може навистина еден со друг се помагаме и да се радуваме на туѓата среќа, а не на туѓата несреќа. Зашто тоа туѓата несреќа не е за човекот, тоа е повеќе нешто надвор од човекот. Од каде инспирацијата? Токму сега да почнете со да, ја неколку години пишам колумни во Нова Македонија. Тоа е најстар македонски дневен вестник, со тоа што сега, посебно во пандемијата, нормално, најактуелно дојда овие проблеми. Тука во книгата имаме и тоа 4 и 5 дел, се моите мемоарски погледи. Тука повеќе говорам и за детството мое во родото Куманово и младоста, за животот на пензионерите и сега во сегашноста во сите градови во нашата држава, но и што е најважно во сето тоа најдов една многу битна разлика во она што било, што и што треба да биде. И тука навистина се дава една слика на тоа што било, како е градена нашата татковина и како сето тоа е една убава платформа да создаваме европски вредности во нашата држава. Така, бевте председател на пензионерите. Кажете ни колка е моменталната пензија и има ли покачување, она што најмногу ги интересира пензионерите? Мојата листа пензија е околу 27.000. Сега што и е доволна и е недоволна, бики во Македонија имаме околу 320.000 пензионери. Од нив до 10.000 најниска пензија, имат околу 80.000 до 15.000 и 15.800 колку е просечна пензија, околу 210.000 вкупно, што е значи околу 60-70% од купниот број на пензионери. Тоа е голема бројка, а за сите тие до 15.000 што имат пензија, тешко можат да преживуваат во ова време на скапотија. Зашто, знаете, сега се зголемија трошоците и за електричната енергија, за во Скопје и за парното, а да не зборувам за лековите за превентива и куратива од коронавирусот и за скоковите на трошоците што не се замрзнати во овие 2 месеци. Тоа големи скокови има, кои ќе влезете порано, сте можеле да купувате нешто за 100 динари, за 1000 динари, се мора да дадете 2000 динари и така натаму. Значи, сиромаштијата посебно ја погоди и ова популација, многу значајна, која градеше татковината и е најважно во сето тоа дека треба потхитно да се зголемат пензиите на сите пензионери во Македонија, а посебно на овие со пониски примања, со тоа што по мене и во сите анализи тоа го покажуваат, мора да се замени, да се измени законот, сегашниот закон по кој се усогласуваат пензиите, бидејќи сега се усогласуваат само со животните трошоци, со процентот на животните трошоци, а не и со платите кои во овие 2-3 години значително се зголемија. На тој начин пензиите, да кажеме, во 2019 и 2021 година се најниско согласени во историјата на пензиите, а се намали и големата и реалната вредност на секоја пензија. Затоа треба како во новата влада и новиот премиер Димитар Ковачевски го нагласува тоа дека треба и воредно зголемување на пензиите, како што барат од Сојузот на синдикатите за вработените. Ние сакаме да има повеќе вработени, сакаме тие да имат поголеми
плати, сакаме да има нови вработувања. Да се надеваме Тоа е наша дека цела, веќе така. повеќе пари ќе влегуваат и во пензионскиот фонд. Но не може кога се зголемуваат толку плати, за да се тие плати, да кажем, ако биле 18.000 минималната плата, да не биде 12.600 минималната пензија. Сосема доволно, благодарам за твоето време и за овој разговор.